На покана на Собранието на Република Северна Македонија, ученици од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани учествуваа во работилница на тема Детски парламент. Станува збор за настан преку кој учениците се запознаа со работата и просториите на Собранието, начинот на кој се носат законите во Собранието, а остварија и средба со пратеници. Учениците упатија и пораки до пратениците, а играа и улоги на млад пратеник на тема замена на класичните учебници со електронски. Инаку на настанот учествуваа вкупно 14 училишта од државата, а од Кочанското училиште учествуваа учениците Љупка Јорданова, Славче Донев, Илина Коцева и Јован Филипов, предводени од Лилјана Арсова, училишен психолог, мастер обучувач, ментор на новата програма за граѓанско образование. Во рамки на работата на новиот концепт за граѓанско образование, во кој што се бара учениците всушност да имат нов однос кон она како се организира општеството, самиот концепт нуди дека треба учениците да бидат активни членови во тоа како ќе функционира средината околу нив и самото општество. Во тие рамки, всушност и програмските содржини се модифицирани со новиот концепт. И сега кога учениците ги изучуваат овие содржини, најубаво, најпластично се учи кога тоа се прави на лице место и се гледаат институциите како функционираат. За таа цел ја искористивме поканата на Парламентарниот институт и го посетивме Собранието на Република Северна Македонија со тоа што имавме активности кои што претходно требаше да ги подготвиме во училиште во рамки на програмските содржини и исто така да се представиме таму. Сето тоа е со цел учениците да имаат ново искуство, меѓутоа и учењето на овој начин е многу побогато и подобро, особено кога се работи со содржини од ваков тип. Самото искуство беше голямо за самите ученици, со тоа што научија многу од самата посета, а исто така и самите се ставија во улога на млади пратеници, со тоа што и дополнително искуство имаа со самите содржини. Целта на самата програма е всушност и учениците да ги извештиме да бидат поактивни граѓани, за разлика од тоа да бидат пасивни посматрачи на сето она што се случува. Така да целта со која што ни беше посетата ја остваривме, се презентиравме, меѓутоа и научи учениците многу за работата на самото собрание, а во исто време и самите нивни искуства ќе се трајни и цел живот мислам дека ќе ги споделуваат и со другите, а и за нив ќе биде едно плюс за да можат понатаму да действуваат како активни граѓани на нашето општество. Имавме несекојдневна прилика и ни беше чест ние како ученици на Основното училиште Свети Кирил и Методи Кочани да учествуваме на детскиот парламент. Имавме организирана прошетка низ Собранието и низ собраниските простори и гледавме на кратко анимиран филм како тоа се донесуваат законите во Собранието на Република Северна Македонија. Една од целта ни беше да со помош на проект да им кажеме на пратениците повеќе да го поддржуваат народот. Ние испративме мисла до нив, имавме средба со пратениците и им ги кажавме некои од нашите проблеми и како мислиме да ни се подобрат. Тие не сослушаа, имавме кратко разговор со нив и убаво си поминавме на целиот настан. Ние заедно со група ученици учествувавме на детскиот парламент, каде што имавме можност да се ставиме во улога на млади пратеници и да дискутираме на зададената тема замена на печатените со нови учебници и да даваме своји аргументи за или против. И мислам дека ова беше едно убаво искуство за сите нас и дека ова ќе го паметиме кога сме се ставиле во улога на млади пратеници. Ние како училиште и представници на нашето училиште Свети Кирил и Методи од Кочани и нашата општина бевме во Собранието на Република Северна Македонија и имавме незаборавно искуство кое би го паметиле со оглед на тоа дека материјалот кој го учиме по граѓанско образование го имавме на лице место да го видиме и да ги сватиме содржините многу појасно. Им се заблагодаруваме на поканата. По работите што ги видовме, мислам дека би можеле да бидеме пратеници. Во текот на работилницата преку интеракција се даде можност да се прошират знаењата од наставната програма по граѓанско образование за работата на собранието и пратениците, како и за стекнување вештини за дебатирање и застапување на сопствените аргументи во улога на млади пратеници.
Активноста е дел од наставната програма по предметот граѓанско образование.